Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Неодамна, некаде на почетокот на годинава, го прочитав според мене ремек делото на В.Г. Зебалд Сатурновите прстени, во кој што тој, иако е германец, тој добар дел од животот живее во Англија и ова не е класичен роман, туку повеќе книга во која што тој ги пишува неговите доживувања и размислувања додека патува низ Сафолк, тоа е некаде на територија, една област во Англија на источниот брег и додека се движи од место во место, од местенце, од селце до селце, низ брегот и кој ќе види некој напуштен замок, ќе посети или не знам некоја напуштена фабрика или објекти, тој многу суптилно и нежно ве воведува низ историјата, низ разни случки и од средновековието до Втора светска војна, меѓутоа тоа толку мајсторски полека го прави што е вистинско уживање. И во таа книга дури подоцна сватив, читав за животот на еден човек и така натаму од Полска и се сели во Англија и дури подоцна сватив дека зборува за Џозеф Конрад, за кој што ќе зборувам во ова видео и всушност малку ќе ги испадлам моите впечатоци за неговиот најпознат роман Срцето на тамнината, кој што е многу познат, култен, многу изучуван роман, особено во англиската литература. Значи, Зебалд ме подсети на овој многу познат роман на Џозеф Конрад и си реков, ајде му дадам нова шанса и ќе се обидам да го прочитам. Сега го земав на англиски, на Kindle го имав и паралелно го читав и го слушав во аудио верзија добра. Најдов на YouTube и ми беше овој пат тоа супер помина и веројатно му беше вистинско време, беше вистинско уживање, ми беше на некој начин и вистинско откровение и мислам дека до некаде малку сватив која е големината на овој роман, кој што е многу и почитуван и читан, меѓутоа е малку и контроверзен, има некаква репутација, особено во последните неколку децении со тие постколонијалистички студии, таму е карактеризирани како расистички роман, како Конрад дека не покажува чувствителност во третирање на темите, нели со домородното население таму во Африка и така натаму. Особено и тоа е поттикнато и од нигерискиот писател Чинуа Ачебе, еден од најпознатите африкански писатели. Во едно негово предавање тој го критикува Конрад, го нарекува расист и така натаму. И во крајна линија мислам дека сепак човек треба да го прочита романот и да си донесе сам заклучок, затоа што не се црно-бели работите. Сваќам од каде доаѓа критиката и може да се изведе критика дека ова е можеби до некаде расистички роман, меѓутоа сепак ако би требало да донесам некаков мој суд, сепак би рекол дека пред се е критика на расизмот отколку што е расистички роман, меѓутоа тоа оставам и на вас. Меѓутоа неколку зборови само за Џозеф Конрад, кој што е роден во 1857 година и неговото вистинско име, цело име е Јузеф Теодор Конрад Корженјовски. Мислам дека добро го изговорив презимето и тоа со полско благородничко потекло и роден е во едно место, мало место кој што денес е во денешна Украина, меѓутоа едно време било дел од Полска. Меѓутоа Полска потоцна е поделена меѓу Царска Русија, Прусија, Австрија, мислам, и неговиот дедо и неговиот татко се полски патриоти и се залагаат за независност на Полска, со тоа што татко му ќе биде гласен и целото семејство ќе биде осудено и прогонето некаде во Русија. Подоцна неговите умираат и тој иако бил интелигентен и паметен, не го интересирало толку училиштето, му било досадно на училиште и вујко му кој што се грижи за него некаде на 16 годишна возраст, кога е Џозеф Конрад, го испратја во Марсеј, во Франција, да стане едноставно морепловец и да почне да работи како морнар, бродска посада и така натаму. Почнува да работи и добар дел од животот, всушност Конрад е морепловец, работи во разни компании, за да подоцна премине и во англиското морепловство и работи во Англија. Од сите тие негови патувања и работа на море, интересно е што клучно е всушност за овој роман на неговото патување во 1890 година ангажирана да биде помошник на еден пароброд во Конго и на реката Конго, која што е огромна река, која што, ако не се лажам, подолга од 2000 километри, која што буквално се извива низ срцето на Африка и Конго е некаде таму во Централна Африка, ако погледнете. Во тоа време, буквално Конго, таа територија е приватна сопственост на кралот Леополд од Белгија, на чие
белгиска собственост и таму на големо се тргува, се земаат ресурси од таму, меѓу другите, значи едно од најкористените или најексплоатираните нешта е слоновата коска. Тргнува таму Конрад ангажиран на тоа патување, мислам дека таму околу една година, едно од најтешките искуства негови. И таму ќе се разболе капетанот и тој ќе го преземе водството на тој брод и според неговите дневници подоцна 8-9 години од кога ќе се врати од Конго, според неговите сеќавања дневници тој го се одлучува да го напише романот Срцето на темнината. Срцето на темнината кој што Конрад го издава во 1899 година е доста кус роман, значи по првина страници е мал роман, меѓутоа и од друга страна јас замислував некакви не знам, замислував многу повеќе акција, некои мрачни авантури, затоа што не сакав да му пристапам на романот со тоа што ќе истражувам претходно. Очекував некакви не знам, мрачни авантури и така натаму, меѓутоа ова е сосема поинаков роман. Ќе дадам на краток синопсис, сосема на кратко, затоа што мислам дека за да се доживее големината, да речам, на овој роман, треба да се прочита, за да се доживее атмосферата и за што станува збор, затоа што во таа смисла е уникатен и не зависи многу од, како користам тоа и во други видео, некаков сложен или класичен заплет. Неколку луѓе раскажувачот ни раскажува како неколку луѓе се на мало бродче некаде на Темза, се во близина на Лондон, заглавени се таму, нели чекаат плима и приквечер, значи една интересна атмосфера. И таму еден човек по име Чарлс Марлоу, еден искусен морепловец, и тој почна да раскажува. И всушност тој го раскажува приказната. И зборува си и така почнува, вели, кој знае како било кога дошле тука римјаните пред векови и векови, нели цивилизирани со цела царство и империја, и кога виделе тука мрак и дивјаштво и кој знае што имало на овие брегови. И тоа е многу важно да како контраст за она што подоцна тој ќе во неговата приказна го раскажува за неговата средба со срцето на Африка или срцето на темнината. И тој раскажува како, нели, во еден период од животот останува без работа и ќе му најдат работа на едно такво патување во Конго, во тогашно Конго. И поентата е треба да дојде, значи прво патува до Африка, и потоа треба низводно до реката да дојде до едно место, па подоцна да се движи со придружба, да се движи пешки до едно друго место каде што ќе преземе контрола врз бродот и треба да оди низводно многу километри, значи денови да помине, месеци, а задачата му е да најде еден трговец со слонова коска, кој што бил новинар, кој што бил супер интелигентен, амбициозен, паметен човек, некој што му дале таква една трговска станица, каде што ќе тргува и ќе го испарачува слоновата коска, меѓутоа се шират гласови дека тој човек, господин Курц, така наречениот, веќе на некој начин забегал, излегле работите од контрола и има гласини за него дека на локалното население го обожава како бог, дека има целосна контрола. И веќе уште тука дека тој се движи уште пред да тргне на тоа патување нагоре со еден друг придружник негов и со друга група луѓе, веќе се насетува дека има нешто посебно во врска со тој човек Курц. И Конрад полека низ приказната како што Марлоу се движи од станица до станица и разговара со тие луѓе, слуша гласови за овој мистериозен човек. Многу способен, многу паметен човек, меѓутоа веќе се слушаат гласини за него дека работите не се како што треба и неговата задача е да дојде до неговата станица и да го донесе, да го врати назад. Чарлс Марлоу ја презема контролата врз бродот, потребно му е многу време да се подготви за патувањето, тргнува заедно со еден друг човек што работи за таа компанија, еден менаџер, и со една друга придружба тргнуваат и низводно одат долги недели додека стигнат до станицата на Курц, да видат што се случува од прва рака. И како што се движи Марлоу со неговиот екипаж по таа река низводно и начинот на кој што ја пишува природата и на тие длабоки шуми од кои што некош се слушаат тапани некаде во далечината или некош тишината е толку
густа и толку тешка што дури ги носи, ги доведува до лудило. Значи самата природа и самото тоа срце на темнината длабоко во Африка е прикажано на еден, би рекол, дури мистериозен начин. Значи не со некои длабоки описи, меѓутоа самата атмосфера тоа бавно го раскажува Конрад, и Марлоу ќе дојде тамо, ќе се сретне со Курц, и во овој лик тој ќе види, во овој лик додека разговара со него, Џозеф Конрад успева да создаде еден од најкултните, не би рекол негативци, туку еден од најкултните, би рекол необични, дури и малку језиви ликови. Еден од лик што ми дојде на ум додека го читав Срцето на темнината ми е судијата Холден од Крвавиот меридијан или од Блад меридијан од Кормак Мекарти, лик кој што е ултра паметен, интелигентен, меѓутоа кој што е потполно зол и воопшто нема проблем да биде апсолутно суров и да убива и така натаму. И тука го гледаме овој човек кој што на некој начин тркнал со идеали, меѓутоа самата алчност, самата средба со оваа и недопрена дива природа на некој начин како да го маѓепсала или го споулавила на некаков начин, да тој направи од себе некакво го покори на некој начин локалното население, така ќе дојдат таму буквално кога ќе се приближат со бродот, гледаат пресечени глави забиени на колци околу куќата таму, луѓе кои што се спремни да нападнат на негова команда. Значи сето тоа е тегобно и тешко прикажано, и гледаме еден лик, и всушност тоа е критиката на една од критиките на Конрад, е дека како може човек кој што е можеби заминал со чисти намери, за колку може да бидат тие чисти намери, меѓутоа можеби со некаква идеја дека добро ќе работи таму и ќе заработува, на крај како може самата комбинација од алчност, од некаква чувство на супериорност, од самата средба со домородното население, со таа природа која што е уникатна на некој начин да доведе еден човек во лудило, да падне во ужас и така натаму. И тоа е една, значи, Курц како господинот Курц како лик е едно само доживување само по себе во овој роман, и едно од клучните нешта што мислам дека го прави важен овој роман. Второ, мислам дека што е клучно за овој роман е бавната атмосфера која што ја развива полека приказната и ви се пика под кожа и ви дава одредено чувство. И трето е што е фасцинантно за Конрад е што јазикот на кој што раскажува многу може да се зборува за тоа. Конрад научил течно да зборува англиски после 20-та година. После 20-та година научил да зборува англиски и го усовршил јазикот и пишувањето. Велат дека педантно, како Флобер, го бирал секој збор и со речник, меѓутоа не е ни важно. До толку да неговите романи, особено Срцето на темнината, се пример за нешто големо достигнување во англискиот јазик. Тоа е според мене нешто неверојатно. Да тоа не му бил, значи, полски, француски, веројатно англискиот му бил трет јазик, а пишува на со таков речник, и дури се вели дека на некој начин неговиот полски бекграунд или источен словенски бекграунд влијал на синтаксата и на неговата мисла кога се изразува, и сето тоа е нешто неверојатно. Така што подоцна го гледав и има еден филм кој што е инспириран од Срцето на темнината, тоа е Апокалипс Нао на Копола. Филм кој што истата идеја ја сместува во Виетнам, во Виетнамската војна со американската армија, и како еден капетан, ако не се лажам, дадено му е задача да отиде со брод и да го најде човекот кој што забегал и да го врати назад. И филмот Апокалипс Нао, ако не сте го гледале, снимен 1978 или 9 е апсолутно ремек дел, еден од најдобрите филмови кога и да е снимени. И визуелно, и фотографија, култни реплики од типот на I love the smell of napalm in the morning. Гениален филм. И мислам дека добра работа завршил Копола во тоа како
водоловување на атмосферата. Сега, нормално, кога читаме книга, тоа е многу поотворено за толкување. И иако мислам дека Срцето на темнината е комплексен роман и отворен за толкување, сепак би рекол дека преовладува тоа дека, според мене, дека е сепак критика на тие империјални, колонијални идеи на просветлување на девијациите таму и од друга страна и тешка експлоатација и нивно уништување, од друга страна и понижување и таа силна алчност која што води до лудило со средба во. Значи, Срцето на темнината е и географски може да се гледа како Конго, меѓутоа Срцето на темнината е и психолошки во смисла на алчноста која што води или чувството на супериорност кој што може да доведе до темнина и мрак и така натаму. Значи, тоа беа накратко моите впечатоци за овој роман, затоа што го доживеав силно и морав да споделам накратко со вас. Ако ви се допаѓа ова видео, може да стиснете лайк на видеото, subscribe на каналот, може да ме најдете на Facebook, на Instagram, да ме поддржите преку Buy Me a Coffee. Следуваат исто така добри видеа. Чувајте си, се гледаме наскоро. Чао!